Лидерите на владеачките ВМРО-ДПМН и ДУИ, Никола Груевски и Али Ахмети, и на опозицијските СДСМ и Нова демократија, Бранко Црвенковски и Емир Селмани, оценија дека постигнале известен напредок во приближување на ставовите на лидерската средба која по 6 часа заврши досна вчера вечер во резиденцијата на претседателот Ѓорги Иванов. На лидерската е постигната согласност за изборниот законник, односно во избирачките одбори да има 4 партиски членови. Рокот на контрола на избирачкиот список да биде 30 дена од формирањето на комисијата во собранието и да се редефинира границите на 6-та изборна единица поради поголем број гласачи од законски дозволеното. На минатиот состанок потрошивме околу 10 часа заради повеќе од 30, речиси 40 барања што стигна од Социјалдемократскиот сојуз. Потоа слушнав брифирање во јавноста дека тие не биле важни и дека само 4 некои, кои што после ги кажа кои им биле важни. Се прашувам зошто 10 сата не ме отретира со неважни барања во клубот на пратеници, ако тоа навистина било неважно. Меѓутоа, и покрај тоа, денеска се фокусиравме повеќе на тие 4 за кои што тие кажаа сега дека им биле поважни. И од тие 4 условно прифативме 2. Условно значи доколку само оди на избори. Доколку не оди на избори, тогаш нема да ги прифатиме тие, затоа што имаме сериозни аргументи против. А тоа е... Лидерот на СДСМ, Црвенковски, рече дека иако е направен одреден напредок, доколку не се исполнат сите нивни барања, тие нема да се вратат во парламентот и останува отворено можноста за бојкот на евентуалните превремени избори. Апсолутно. Не се враќаме на собранието, дека условите не бидат исполнети, дека не се постигне договор, додека не се постигне консензус околу изборните правила. Останува одлуката и за бојкот на парламентот и за бојкот на изборите, доколку не се прифатат неопходните услови за фери демократски избори. Лидерот на ДУИ Али Ахмети средбата ја оцени како продуктивна и конструктивна. Емир Селмани од Нова демократија, барањето што ги постави се во насока да се направи добар закон за фер и демократски избори. Качење таким Мислам дека имавме една продуктивна средба, конструктивна средба. Сите странки ги искажа собствените позиции за да заеднички дојдеме до решение. Избори кои што ќе донесат влада која што ќе го извади, односно ќе извади државата од ќорсокакот, ќе отвори према интеграциите, ќе донесе равноправност помеѓу етничките заедници, македонците, албанците и останатите и се разбира ќе донесе благосостојба на државата. За утре попладне кај претседателот Ѓорги Иванов е закажана нова лидерска средба.